Во ова издание на Newsflash ке гледате. Путин ги обвини западните нации за инвазијата на Украина, велејќи дека Русија действувала како одговор на апсолутно неприфатлива закана по руските граници. Калифорнија има проблеми со здравствениот систем. Повеќе од лицата без здравствено осигурување се недокументирани емигранти. Велика Британија планира да испрати дел од барателите на азил во Руанда, во обид да ги одврати мигрантите да го преминат Ла-Манш. За деталите останете со нас. Почнуваме веднаш. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чономовски. Руската инвазија на Украина го откри недостатокот во нејзината способност да изведува прецизни напади, соопшти британското министерство по рускиот напад на украинско училиште. Рускиот претседател Владимир Путин пак ги обвини западните нации за неговата инвазија на Украина, велејќи дека Русија действувала како одговор на неприфатливата закана по руските граници. Обраќајќи се на војна парада за комеморација на поразот на нацистичка Германија во Втората светска војна, Путин зборуваше за барањата на Русија за безбедносни гаранции кои Русија ги направи во месеците пред нејзината инвазија на 24 февруари, додека постојано инсистираше дека нема планови да го нападне својот сосед. Официјални представници на САД и НАТО се сретнаа со руски официјални представници повеќе пати, но отфрлија одредени руски барања, како што беше барањето Украина да не се приклучи во НАТО сојузот. Земите на НАТО не сакаа да не слушнат, што значи дека тие всушност имаа сосема различни планови, а ние тоа го видовме, рече Путин. Во својата порака објавена денес, украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека не се сомневаме дека ќе победиме. Денес го славиме денот на победата над нацизмот. Ние сме горди на нашите предци кои заедно со другите народи во антихитлеровата коалиција го победија нацизмот и нема да дозволиме никој да ја анкетира оваа победа. Нема да дозволиме да се присвои, рече Зеленски. Победивме тогаш и сега ќе победиме, додаде тој. Додека руските сили ги фокусираа нападите врз регионот Донбас во источна Украина, руска бомба срамни училиште во провинцијата Луганск. Во Луганск загина околу 60 луѓе цивили, кои едноставно се криеа во училиштето, рече украинскиот претседател Зеленски во видеообраќањето доцна во неделата. Поради тоа, британското министерство за одбрана денес соопшти дека Русија најверојатно ги исцрпила резервите на прецизно наведувана муниција и современо оружје, принудувајќи да ја користи постарата муниција што е помалку доверлива и помалку прецизна. Калифорнија има проблеми со здравствениот систем. Повеќе од лицата без здравствено осигурување се недокументирани имигранти. Опцијата на гувернерот е едноставна, но исто така и контроверзна. Еве зошто. Мнозинството на неосигурани од популацијата на Калифорнија се недокументирани имигранти според Универзитетот на Калифорнија Беркли, но гувернерот Гавин Њусом представи буџетски предлог кој што ќе овозможи сите жители, независно од имиграциониот статус, да се приклучат на програмата за здравствена заштита за лица со ниски примања, позната како Медикал. Анализите предвидуваат со овој план да бидат покриени околу 700.000 жители во Калифорнија. За некои даночни обврзници на Калифорнија тоа е разумен потек, кој што ќе придонесе за севкупното здравје. Но други не се согласуваат и сметаат дека програмите кои се финансираат со пари од даночните обврзници не треба да бидат достапни за илегалците. Активистката за човекови права Лилијан Серано вели дека лично знае како е да се биде без здравствено осигурување. Загубив член од семејството затоа што нејзиниот статус беше недокументирана и немаше пристап до здравствена нега. Ако имаше, веројатно ќе беше спасен животот. Њусом вели дека планот е да обезбеди сите во сојузната држава да имаат здравствено осигурување. Универзална здравствена заштита за сите, независно од претходната здравствена состојба или можноста да ги плаќаат болничките сметки, независно од имиграциониот статус. Веруваме во принципот на право до квалитетна здравствена нега. Недокументираните лица во Калифорнија по 26 годишна возраст веќе може да партиципираат во Медикал, а недокументираните имигранти над 50 годишна возраст ќе може да аплицираат подоцна годинава. Дозволувањето на целосно покривање на сметките независно од возраста и имиграциониот статус ќе ја чини сојузната држава околу $2 милиарди.
Во пандемија, конкретно во општината Сан Диего, половина од смртните случаи беа имигранти. Тоа е зашто немаат пристап до медицинска заштита, вклучувајќи и недокументирани лица. Реакциите се поделени. Не се работи за тоа да им се дават бесплатни услуги доживотно, но во овој случај, со толку смртни случаи и болести, можеби не е лоша идеја. Тие не работеле во оваа земја, дошле илегално, го прекршиле законот во оваа земја и сега да им се даде бесплатна здравствена заштита не е во ред. Ако јас мора да платам, дури и како здравствен работник, недокументираните имигранти треба исто така да платат. Треба да одат низ системот и легалните канали, да добијат документи и да имаат осигурување како и сите други. Мислам дека одлична идеја. Мислам дека многу од недокументираните носат одлични работи во нашата култура и заедница. Се очекува да поминат месеци пред да се финализира буџетот. Ако предлогот за здравствена заштита е одобрен и стане закон, би стапил во сила во јануари 2024 година. Остануваме на тема мигранти. Велика Британија планира да испрати дел од барателите на азил во Руанда со обид да ги одврати мигрантите да го преминат Ла-Манш. Ова предизвика бурни реакции во Британија. Повеќе од 4500 мигранти годинава го преминаа Ла-Манш од Франција до Велика Британија со мали чамци 4 пати повеќе од минатата година. Постои широка согласност дека опасните патувања мора да престанат, но постои и жестока дебата како треба да се направи тоа. Најновиот план на Велика Британија е да ги превезе мигрантите 4000 милји подалеку до Руанда, каде што ќе бидат сместени во центри за задржување додека се обработуваат нивните барања за азил. Британскиот министер за внатрешни работи го објави планот за време на посетата на Кигали порано месецов. Постојаното заобиколување на нашите закони, правила за имиграција и реалноста на системот кој е отворен за криминална експлоатација ја намалија јавната поддршка за британскиот систем за азил и оние на кои навистина им е потребен. Исклучувањето на шверцери на луѓе е морален императив. Тоа бара од нас да ја користиме секоја алатка што ни стои на располагање и да најдеме нови решенија. Велика Британија и плати на Руанда првични 156 милиони долари за 5-годишниот тест период на планот. Тоа ќе ги покрие иницијаните трошоци и адаптирањето на центрите за задржување мигранти, како овој поранешен хостел во Кигали. Дополнително, Британија ќе и плати на Руанда за секој мигрант што ќе го прифати. Ова не само што ќе помогне, туку ќе и користи на Руанда за незиниот собствен развој. Политиката предизвика жестоки реакции. Ова е архиепископот од Кетенбери, највисокиот свештеник во англиската црква. Избегнувањето на нашите одговорности со поддоговори како овој со Руанда е спротивно на природата на Бога. Групите за поддршка на мигрантите бараат безбедни патишта за бегалците да стигнат до Британија. Тие велат дека Британија не треба да го даде процесирањето на бегалците во Руанда, земја за која самата британска влада има забелешки за почитувањето на човековите права. Сметаме дека тоа е нехумано, ќе биде многу скапо, нема да биде ефективно. Велика Британија е потписничка на Конвенцијата за бегалци. Имаме законска и морална обврска да ги процесираме сите барања за азил во Обединетото кралство. До 2014 година Австралија испраќаше илјадници мигранти во центрите за обработка во Папуа, Нова Гвинеја и Науру, но не успеа да ги одврати мигрантите, вели аналитичарката Медлин Глисон. Во првата година од офшор обработката, повеќе луѓе пристигнаа во Австралија со брод, отколку во кое било друго време од пишаната историја на баратели на азил, кои пристигнуваа на тој начин. Велика Британија посочи дека само некои мигранти ќе бидат испратени во Руанда. Најверојатно тоа ќе бидат неженети мажи. Постои загриженост дека мигрантите сепак ќе се обидат да стигнат до Британија, што само ќе ги поттикне бандите за трговија со луѓе. Но британската влада вели дека можноста да бидат испратени во Руанда ќе ги одврати мигрантите да тргнат на патување преку Ла-Манш. И тоа беше се за денес. Јас сум Јован Чановски од студиото во Вашингтон. Пријатно.